Благодарам, председателе. Јас сакав да поставам две пратенички прашања до новиот министер за земјоделие, шумарство и водостопанство. Борче Серафимовски знам, за жал тој не е тука. Неговиот заменик е тука. Мене ми е многу жал што министерот не собра храброст да се појави тука пред пратениците. И без разлика што е чисто политичка функција, значи он што има завршено? Дефендологија, бизнис менеджмент, меѓународни односи, ја го стават министер за земјоделие. Сепак, веќе неколку години е државен секретар во Министерството за земјоделие и ја очекував од него дека е апсолутно запознаен со ситуацијата и требаше и мораше да биде тука и да одговара пред пратениците, но за жал го пратил заменикот министер и јас овие две прашања ќе ги поставам до заменикот министер. Значи, во земјоделието моментално имаме општа криза, заменик министер, за кој што и вие сте одговорни. Значи, имаме проблем малтене со сите земјоделски производи, со нивниот откуп, со ниската цена, со ризовата арпа во Кочанско, со јачменот пченицата во Вчеполско и така натаму. Ја ќе се задржам на еден специфичен проблем, а тоа е на проблемот со откупот и цената на млекото во Малешевско-Пијанечкиот регион. Значи имаме неисплатени субвенции веќе 16 месеци, над 70 милиони евра им должите на земјоделците. И Сдруженијето Симентал од Делчево алармираше, значи тоа е здружение со околу 80 сточари кои што произведуваат 15.000 литри млеко дневно. Субвенциите по грло говедо не се исплатени, премијата за млеко не е исплатена и тука има и една работа што не зависи толку од финансија, ова е стандардна процедура, значи нема анализи на говедата за да може сточарите да ги оттуѓат, значи да ги продават. Значи дури ни тоа не е направено, ја претпоставам тука не е за штедење како од претходните ставки, туку е од една пасивност и незамарање на претходниот министер, а и вие, нели, вие сте неговиот заменик. Значи, накратко да опишам сагата која што тие земјоделци преживува со месеци. Значи, прво немаше никаков откуп заради тоа што се појавило вишок на млеко кај локалните млекари. Немаше откуп, па потоа имаше откуп, па после пак немаше откуп. До понеделник има нешто откуп, а тој откуп прекина. За жал, новиот министер, нормално се знаеше дека ќе биде избран и потврден тука како предлог, значи, од премиерот. Тој беше на средба со земјоделците, со сточарите од тој регион. Ја баш сакав тука да чујам што договориле. По мои информации, моментално се одвива откуп без цена, значи толку се очени земјоделците, што сточарите што го даваат моментално млекото, значи подобро да го дадат без цена на млекарите, отпосле ќе потпишуваат, значи, договори. Предпоставам и тие кои што земаат моментално добиваат негде меѓу 20 и 23 денари, а реална цена за еден земјоделец да му биде исплатено производството е 30 до 34 денари, значи до 30% помали цени. И просто е несватливо како имаме вишок на македонско млеко, кога македонското млеко покрива негде само 62 од македонскиот пазар. Одговорот на ова прашање е проблемот на увоз, на неконтролиран увоз на млекова прав и млеко од Србија. И затоа сакам вас, министре, да ве прашам, бидејќи што е тука работата? Имате акцијски план, кој што наводно се согласил новиот министер дека ќе го спроведе и течат рокови, не е само тука министерството, тука е Агенцијата за храна и ветерини и некои други министерства кои што треба да реагираат. За жал не е тоа ставено ништо на хартија, се е на даден збор. Ние ќе ве држиме за тој збор, значи тоа ќе се види нарета недела-две, дали воопшто се работи за нешто, за вистинско ветување, дали се решава овој проблем или всушност се работи за да се замолчат сточарите барем овој период, да мислат дека има некој договор, за недела 2-3 пак ќе пукне, кризата пак има. За да решите оваа криза, кој што нон-стоп се повторува и ќе се повторува, вие треба да го исконтролирате неконтролираниот увоз на млеко од Србија, затоа што големите или најголемите млекари во Република Македонија, кои што се собственост на српски фирми, повеќе се грижат за кооперантите нивни од Србија, за сточарите од Србија, него за сточарите од Македонија. И тука нашата влада замижува на таа работа, иако знае што е проблемот. Значи, моето прашање е што ќе преземете, дали нешто ќе преземете да се анулира неконтролираниот увоз на ефтино млеко од Република Србија. Второто прашање ми е за
ловиштата кои што се даваат по концесии, значи ние имаме воведено една многу лоша пракса од пред некои 20 години, веќе концесиите да се даваат и на приватни лица, значи на богаташи, на капиталисти, до предходно било само на ловните друштва. И сега, кој е нето ефектот од оваа политика? А тоа е што многу често тие богаташи кои што се блиски до власта, не само до оваа, и до претходната власт, значи тие не плаќаат никаква концесија, ги кршат правилата за ловење, значи имаме прекумерно ловење, буквално верверичка нема да има во тие ловишта, значи све живо ќе се испотепа и после му се зема концесијата, но веќе џабе. Значи нема никаква грижа за дивечот, нема подхранување во зима, нема поила да се прават за време на лето и така натаму. Работата е чист профит. Дури некој од тие како да ги наречам богаташи капиталисти кои што ги земале овие ловишта, ги издавали на странци да ловат, издавали и ловишта кои што не биле под нивна концесија да ловат и на странци. И после одреден период кога веќе ловиштето ќе се исцрпи, на кое што власт очигледно замижува, ќе се уништи буквално, му се зема концесијата на тој човек и останува ловиштето девастирано. И сега обичен ловец не може да дојде до тие ловишта. Зошто? Затоа што тие карти, членски дневни карти кои што тие ги наплаќаат сега се по 3, 4, 5, 10 пати над нормална фактички цена, и дури кој ќе застрелате некое животно во тоа ловиште, животното не ви припаѓа вас, него на концесионерот, па му го враќате на концесионерот, па тој 2-3 кило месо ќе ви продаде пак по висока цена назад. Значи тоа е моменталната ситуација, што значи ние имаме еден ефект на растурање на ловните друштва, затоа што веќе ако не добијат ловна концесија, веќе станува безпредметно, а ловците не може да стигнат до тие ловишта кои што сега се само за богати индивидуи. Растурање на ловните друштва, се помалку ловци имаме и треба да знаеме дека бидејќи одамна, значи не е тоа од сега, од кога постои практично човекова цивилизација, значи имаме нарушена рамнотежа во екосистемот и ловците се, например, битни за одржување на таа колку толку барем вештачки на некој баланс одржување во екосистемите. Еве, например, со неконтролирано размножување на диви свињи во многу региони во Република Македонија, кај што буквално тие немаат предатори, значи немаат грабливци кои што би ги ловеле. Ако ние се доаѓаме во ситуација да ако ние немаме контролиран одстрел на многу животински видови, ќе имаме уште поголема штета по екосистемите и по дивиот свет. И затоа моето второ прашање е дали планирате да прекинете оваа штетна пракса со давање на концесии на приватни лица и да ја вратите старата пракса давање на концесии само на ловните друштва. Ви благодарам.